Кавадарци е спортски град, има многу таленти, млади луѓе кои се одлични професионалци во индивидуалните и колективните спортови. Тоа беше прилика вчера во салата на Општинското собрание да се одржи традиционалниот избор на спортист на годината. Имавме што да видиме. Пред крајот на секоја година, така и на ова, на традиционалната свечност која се организира од страна на Собранието на Општината и од Сојузот на спортови на град Кавадарци, извршено е прогласувањето на најдобрите спортисти. Беа доделени повеќе награди кои имаат цел да стимулираат, да поттикнат, да анимираат поголеми резултати во спортските дисциплини. Во обраќањето до спортистите, градоначалникот Митко Јанчев, кој заедно со претседателот на Советот Ристо Сакалиев беше еден од оние кои ги додели најголемите признанија и кои го следеше изборот за спортист на годината, во своето кратко обраќање уште еднаш ја потенцира својата заложба и заложбата на Советот за поддршка на спортот кај нас со возможување на услови за бавење со спорт. Некаден ќе се реконструираат, некаден ќе се изградат нови спортски објекти. Важно е што ќе има поддршка за него. Во спортот и стимулирањето на спортистите ќе се вложува и внимание и средства. Јас од име на општината и како градоначалник на општина Кавадарци сакам пред се да благодарам за вашата определба во делот на спортот и во она што имате предонесено за спортот во општина Кавадарци да биде на едно добро ниво, на едно ниво кој што треба да го дигаме се погоре и да можеме да градиме подобри кадри. Јас во име на општината и во име на мојот мандат ќе спомнам тука пред вас спортистите дека од наредната година 2018 заедно со Сојузот на спортови при општина Кавадарци ќе се грижиме максимално да можеме да бидеме транспарентни и да вложиме што повеќе средства во делот на спортот. И сами знаете дека спортот е една гранка кај што мораме да ја развиваме и скапа гранка за одржување. Меѓутоа без неа немаме општество и немаме социјална категорија на луѓе, што значи дружба. Исто така морам да ви спомнам дека во делот на спортските рекреативни центри, поготово спортска сала Јасмин, спортскиот центар Партизан, спортското игралиште Тиквеш и неколку рекреативни повеќе наменски патеки, наредната година ќе отпочнат делумно со реновирање и со градење на нови. Така да мислам дека ќе имаме подобри услови за спортот и нашите деца или внуци се развиваат во подобро општество. Инаку, најдобар спортист на Кавадарци и годинава е Филип Ризов, кикбоксер од Кавадарци. Во конкуренција била и Владанка Аврамова, каратистка на карате клубот Урбан Инвест, но поради годините, има помалку од 18 години, таа не ја доби оваа голема титула, туку титулата најдобар млад спортист. Инаку и двајцата се врвни спортисти, носители на високи признанија на светски, европски и балкански првенства и многу златни медали на домашните надпреварувања. На свеченоста беа поделени и вредни награди. Најголем спортски талент, тоа е Васил Витанов. Најдобар младински клуб е ракометниот градски ракометен клуб Тиквеш 2014. Најдобар новинар Мики Виденовиќ. Најдобар интернационалец Даниел Мојсов. Настан на годината е тениското првенство на Европа до 16 години во организација на тенискиот клуб Црна река. Најдобар спортски работник е Милан Колев, наставник по физичко образование. Најдобар тренер на Кавадарци е Љупчо Малинков, кој ова признание го освои на ниво на држава. А најдобар спортски колектив е карате клубот Урбан Инвест, а екипен првак на Македонија голбал тимот Фудбал за слепи, Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди на Кавадарци. Инаку на свеченоста беа прогласени и најдобрите поединци во сениорска конкуренција. Најдобар кошаркар е Петар Коцев, најдобар фудбалер Ѓорги Мојсов, најдобар фудбалер во футсал е Тони Гацев, ракометар е Кире Петров, атлетичар Ѓорги Илов, каратист Александар Волкановски, джудист Никола Станоев, планинар Павле Луковски, пинг-понгар Билјана Младенова, нинџицу спортист Спасе Видов, спортски риболовец Кире Малинков, кикбоксер Илија Камчев, најдобар ММА борец Мартин Данев и најдобар воздухопловец Небојша Стошиќ. Во јуниорска конкуренција беа прогласени најдобрите спортисти на Кавадарци. Тоа се младиот кошаркар Тодор Златев, кошаркарката Ангела Пончева, младиот фудбалер Антонио Јанев, млад ракометар Мартин Димовски, млад стрелец Кире Богев, млада каратистка Владанка Аврамова, млад каратист Слободен Чекостов, джудист Игнат Петров, млад кикбоксер Блажен Настов, најдобар млад пинг-понгар Никола Мушев, млада гимнастичарка Марија Вачкова, најдобар млад ММА борец Мартин Димитровски и најдобра млада тенисерка Ангела Мицева.
Модераторот и спортски новинар Мики Виденовиќ ги прочита и беа доделени признанијата на младите и надежни таленти на Кавадарци за оваа 2017 година. Тоа се во кошарка Лиле Миткова од ЖКК Трокал, Миле Периванов од КК Академик, во ракомет Стефан Милков од РК Тиквеш, во карате Илија Грков од КК Тиквеш, Филип Костов од КК Енерджи, Стефанија Грозданова од КК Урбан Инвест, во гимнастика Мартина Бошкова од КГС Партизан и најмлад амбасадор на спортот е Николче Најдовски. Инаку на вечерта за избор на спортист на Кавадарци беа доделени благодарници за амбасадорите на спортот на Кавадарци Бошко Илиев пливач маратонец, Петар Ангелов во ракомет, Тијана Митрева кошарка, а за развој и популаризација на спелено уркачкиот спорт Јованче Динев. Благодарници пак добија најдобриот активен ветеран Лазар Мицев од Црна Река. Промоција на спортско-рекреативното трчање е за Меридиан Атлетик Еко Кавадарци, најмасовно дружение за спорт и рекреација Тиквешки Товчакџи, а посебна благодарница за придонес во развојот на спортот на Кавадарци доби градоначалникот магистер Митко Јанчев.